Добре, криптоентузијасти, денеска имаме една од, пак ќе кажем, побитните видеа кои што ќе го обработили на нашиот канал. Оние кои што ги слушаа на нашите најави знаат точно за што станува збор. Денеска ќе разговараме за големиот циклус практично и ќе разговараме каде се наоѓаме во еден таков циклус на макро ниво кој што може да ни донесе невидени можности за, да речем, генерацијско богатење. И сега, за да го разбереме целиот овој циклус и да разбереме каде се наоѓаме во истиот, мораме да поминеме преку основни поими. Ова е теорија која што е направена од Рей Далио, можеме да кажеме еден од подобрите економисти кој што да речем лично јас сум учел малку од него повеќе. Така да идејата за големиот циклус е буквално она дека не постои империја која што ќе трае вечно. И Римското царство било 1000 години, но нели завршило и на крајот варвари седеле на престолот на тогашните цареви. Така да идејата во оваа ситуација е, кога станува збор за големиот циклус, да знаеме каде се наоѓаме во истиот и да ја препознаеме можноста која што доаѓа кон нас. Односно, прво ќе поразговараме за тоа каде се наоѓаме во овој циклус и каде моментално се наоѓа падот на НАТО и Америка и растот на Кина и БРИКС, за да видиме како најпаметно да го искористиме целото ова, со цел да се инвестира во соодветните работи кои што ќе донесат највеќе профит за сите оние кои што, да речем, се обидуваат да го искористат ова промена на еден во друг циклус. Со тоа што дополнително не заборавајте дека идејата на ово видео е, откако ќе поминеме преку овој материјал да објасниме каде се наоѓаме, да разговараме кои се вашите опции во однос на купување на злато, нафта или пак можеби криптовалути, што друго има на пазарот кое што може да ви донесе неутрална заштита на вашиот капитал, па дури и профит. Така да мислам дека е паметно да не го пропуштите во видео, затоа што е доста битно и доста интересно. Сега, за почеток, како што кажав, значи на крајот од нашето видео, во предлозите ќе го оставиме и официјалното видео на Рей Далио за големиот циклус, каде што објаснува се во детали за раст и пат, затоа што овој раст и пат на претходни империи е буквално ист до сега, без некаква промена. Значи се случуваат истите чекови, се случуваат истите ситуации пред колапс на претходна велесила за друга велесила да се роди од таквата ситуација. Со тоа што самиот циклус кој што моментално го гледаме, кој што се нарекува големиот циклус, гледаме дека повторно започнува од смрт на некоја претходна велесила. Во оваа ситуација знаете и сами дека смртта на претходната велесила е уствари британската, така речено, колонијална сила, која што буквално има некои 10 до 20 години на простор помеѓу незиниот целосен колапс и губење на незината сила и почетокот на американската, така речено, империја, која што моментално ја гледаме се уште нели во полн ек. Сега, што уствари моментално можеме да забележиме од до сега она што го знаеме за целиот овој историски период. Значи на почетокот тоа е практично после крајот на Втората светска војна, односно Првата и Втората светска војна, Америка веќе е велесила и е одлучувачки фактор за победата на алијансата, знаете и сами. Со тоа што значи нели прозападната алијанса од Франција, Англија и Америка, дури потоа и поддржана од Русија, без Америка не би можела да издвојува таква одлучувачка победа во Втората светска војна, па и во Првата. Иако во Првата има само мало учество на крајот и тоа највеќе со нели давање на одредено оружје, но не заборавајте дека сето тоа е профит за Америка што го доведува до овој раст, односно па би можел да кажем дека до Ирачката војна Америка се уште се наоѓа во овој раст кој што моментално го следевме, а тоа е мир, просперитет и продуктивност која што можевме да ја забележиме на нивниот континент, кој што за разлика од нашиот континент кој што се распаѓа, беше во подем, така. Со тоа што доаѓа до ситуација во која што знаете и сами дека американскиот народ до пред некое време живееше многу подобро од било кој народ во светот, односно оние бенефити кои што ги носи да бидете главната велесила во светот, сите да ве слушаат и да ја имате резервната валута во светот, ви даваат престиж, ви даваат на некој начин погодности кои што не може да се пофалат другите држави дека ги имаат, па затоа и во Америка имавме таков тип на најголем број на милионери, имавме најголем, да речем, најдобар среден живот и слично, за конечно сето тоа да заврши и да се префрлиме во вториот дел.
Сега, вториот дел ни представува Financial Bust and Economic Downturn. Јас можам да кажам дека од 2008-2009 година со првата значи огромна економска криза и падот сега, нели, во наше време зборувам, откако можеме да кажеме дека овие генерации сме свесни за она што се случува на пазарот, значи економската финансиска криза со колапсот на банките од 2008-2009 година е водечки проблем кој што ја доведе Америка до оваа ситуација и до овој даунтърн, односно пропаѓање и намалување на незината економска сила. Со тоа што моментално, значи се наоѓаме во овој последен дел, а тоа е преголемо принтање на пари, кредит, значи гледате ова секогаш е исто, без разлика кој тип на држава и дали тоа е она водечката држава светот или не, сите големи сили завршиле на ист начин, односно преголемо принтање на пари и кредит, револуции и војни, тоа наскоро ќе го видиме претпоставувам, и долг и политичко реконструирање. Односно, доколку ќе погледнеме моменталните ситуации во Америка, значи ова е нивниот долг. Значи долгот моментално на Америка е 31 трилион, односно 31,5 трилиона долари е должна поради нели ваквите позајмици кон Федералната резерва, која што пак има нели федерален долг на Америка во практично истиот износ. Но нели има доста и во Кина, има доста и низ целиот свет, секој сака да има долг од најголемата империја, нормално, затоа што нели очекувате дека таа е таа држава што сигурно ќе може да си го дозволи да врати, нели, значи нема шанси да пропадне. Но тоа не е така, затоа што ваков тип на долг кој што постојано расте, само прашање на време, како што разговаравме веќе во претходните видеа, кога нема да може да го надокнади. Зошто го кажуваме тоа? Затоа што моменталниот долг на Америка во однос на GDP, односно бруто домашниот производ, колку Америка е способна да произведе, е 123,4% од целокупното производство во Америка, што значи дека не само една, туку би било оприлика 1 година и 3 месеци Америка треба да произведува и се што ќе произведе, секој $1 кој што ќе го направи, треба да го врати назад на Федералната резерва со цел да дојде до нула. Значи, нели, зборуваме, никој не смее да земе плата, се што се работи треба да биде вратено назад на Федералната резерва, само за Америка да, нели, дојде до долг од нула. Знаете и сами дека тоа е невозможно, но само сакам да ви објаснам колку голем долг моментално Америка има. Значи, 123% од вашето годишно производство на се. Така да може да замислите колку е голем овој долг и само расте. Значи, и тоа за расте експоненцијално, што можеме да видиме се повеќе и повеќе расте. Дополнително, значи нормално, оној дел кој што го спомнавме, значи не е само долгот, туку и парите и кредитот кој што истите го принтаат, а можеме да видиме дека моментално имаме огромно принтање на парични средства, значи имаме повеќе од 23 трилиони банкноти, че е моментално 21.600 со овој мал дел кој што конечно заоблија, тоа е the quantitative tightening, односно rate hikes на Федералната резерва. Сега, нема да навлегуваме во тоа, идејата е дека може да видите дека напоредно како се зголемува долгот, така Америка принта повеќе пари за да го врати овој долг и единствени луѓе кои што ова го осеќаат се секојдневните граѓани и компании кои што имаат огромна инфлација поради ваквиот долг и ваквото ненормално принтање на пари. Што можеме да видиме дека е моментот кога ваквите големи империи пропаѓаат. За да се роди следната империја, која што во оваа ситуација гледаме дека е Кина. Значи, прашање само на краток период е кога конечно Кина ќе го превземе приматот во светот од Америка. Значи, не е ова дали, ова е кога. Тоа е главното прашање. Но во оваа ситуација доаѓаме до момент каде што треба да се најдеме, еве се затоа и го кажувам тоа. Значи, ворете да воочите дека навистина доаѓа момент. Поентата е да знаете што ќе правите со тој момент кога ќе дојде. Сега, зошто го кажувам ова? Значи, ние сме канал за криптовалути, така? Значи, треба да ја согледаме вредноста на криптовалутите не само од технолошки аспект, не само од економски аспект, туку и од футуристички аспект, од тоа каков потенцијал има да ви даде посебно место во конфликтот кој што следува. Зошто велам конфликт? Затоа што ниту една од овие империи не пропаднала без борба. Значи и Британија на самиот крај правела луди работи, како нели целосно искористување на сите колонии со цел да се извади самата себе си нели од
долговите и економската криза во која што се наоѓа, исто и со Холандската империја, исто и со сите претходни империи. Односно, тоа е нормална ситуација во која што се повеќе, значи, како што вели една римска поговорка, вика колку империјата е поблиска до незиниот крај, толку незините закони се полуди. Што значи дека на крајот нормално е дека нема да си дозволите само така да ја предадете вашата моќ, па истото го очекуваме и од Мурика нормално, затоа и доаѓаме во ситуација каде што конфликт е неизбежен. Дали ќе биде само финансиски или ќе биде конфликт вооружен, значи тоа не можеме да го знаеме, но можеме да се припремиме своевремено за потенцијалниот конфликт кој што следува. Значи, пак ќе кажам, неизбежно е, дали тоа ќе биде финансиски или наоружено останува да видиме, но конфликт е неизбежен. Со тоа што пред да поминеме на вестите кои што ни го најавуваат овој конфликт веќе многу јасно, би сакал да упоменам уште ова што исто така представува Рей Далио, значи ова е многу поучно видео, оние кои што знаат англиски ќе го ставам во предлог, би ви препорачал да го погледнете, значи идејата е прекрасно и материјалот кој што го има Рей Далио во однос на колапсот на претходни империи со цел да научиме како функционира еден циклус е одличен. Морам да кажам, еден од најдобрите и најлесните материјали кои што сум ги видел на YouTube. Сега, кога веќе пропаѓа една империја, мораме исто така да напоменеме дека имаме неколку фактори кои што прават една империја да биде тоа што е. Значи да видиме реални. Нема демократија, станува збор за империи. Значи тоа демократија може на друг да му кажат такви глупости, не постојат. Значи на крајот од денот повторно е збир на моќ која што моментално е фокусирана во една држава или да речеме склоп на држави како што е Обединетите американски држави и повторно империја на крајот од денот, значи нема никаква разлика. Дали ќе биде Кина, Америка или не знам Марс, значи пак е империја. Сега, можеме да видиме дека во однос на каков колапс следува кога нели се случува да една империја конечно ја предаде својата моќ на друга, значи истото можеме да го видиме во колапс на сите овие вредности кои што постојат во една да речем велесила, со тоа што последен момент на капитулација на одредена голема моќ во светот е незината капитулација на резервна валута. Затоа што дури и неофицијално претходно, значи прост пример, знаете и сами дека британската фунта пред американскиот долар е незванична резервна валута во светот, затоа што британската империја била една од најголемите, ако не се лажем и трета по големина, после Хунската империја и империјата на Александар Македонски, трета по големина е британската империја, ако не се лажем, како и да е, значи тоа не го менува фактот дека нивната валута била резервна валута во светот затоа што е најголема, затоа што силата на оваа држава е неспорна. Но она што мораме да го забележиме е дека најчесто, значи воената моќ и моќта на резервна валута се оние кои што последни пропаѓаат и даваат простор за нова сила да превземе оваа контрола над светот. Тоа е реалноста, значи ние можеме да глумиме лудило дека сакаме демократски свет, едноставно човештвото е така направено да самите се водиме во ситуација каде што сакаме некој да не води. Значи дали ќе биде тоа западот или истокот, него менува фактот дека едноставно човештвото не е дојдено до степен да биде свесно дека нема потреба од лидер, дека може да се води нели како една заедница, но за жал моментално тоа сме далеку да го свестиме, така да на крајот од денот повторно останува да го повториме овој циклус како и претходно, односно на местото на Америка да се издигне истокот на чело со Кина и БРИКС. Сега, каде започнува сето ова? Јас верувам дека овој е моментот кој што ќе не доведе до званичен финансиски, а и потенцијален наоружен конфликт. Зошто го велам тоа? Затоа што на следниот самит кој што ќе биде во август, ако не се лажам 20 до 22 август, значи ќе го повторам уште еднаш, 20 до 22 август имаме самит на кој што основните членки на БРИКС, сега веќе со новата членка Египет, прво ќе одлучуваат за членовите кои што сакаат да се приклучат, меѓу кои се Саудиска Арабија и Иран, многу битни моменти, затоа што Саудиска Арабија и Иран се представниците на суни и шија муслиманите во целиот свет и како такви веле сили и најголеми произведувачи на нафта би биле огромен пресврт на централизираната моќ во светот од западот кон истокот. Со тоа што ова го видовме во првиот момент кога Саудиска Арабија одби да тргува само во долари за својата нафта. Официјално ЮН е
првата и потенцијална валута која што ќе го превземе приматот на тргување на петродоларот, што претходно доларот го имаше како супермоќ, односно договорот помеѓу Саудиска Арабија и Мурика уште пред 3 или 4 декади, мора како повеќе од 1970-тите години, во кој што е одлучено во замена за заштита која што Саудиска Арабија ќе добива од Америка во војска, оружје и слично, да добие значи сите земји во светот да тргуваат значи сурова нафта во долари. Тоа веќе не важи, значи ваквиот договор е веќе очигледно неважечки, со тоа што Саудиска Арабија размислува, значи верувам дека е започнато, но како и да е, видовме пред само неколку месеци дека Саудиска Арабија и низиниот принц заедно со Ши Жинпин од Кина подпишаа десетици, ако не и стотици договори за секаков тип на меѓусебна економска соработка, со тоа што сигурно ни сега нема да дадат отчет на нас за тоа како подпишале и што ќе тргуваат, да бидеме реални, со тоа што пак ќе напоменам, ваквиот момент покажува дека е завршена ситуацијата со доларот и дека доаѓаме до дедоларизација на глобално ниво. Ваквата дедоларизација, уште еднаш ќе кажам, почнува со прекинувањето на петродоларот, кој што веќе очигледно не постои, и со најавата на БРИКС дека ќе направат своја валута. Може би видовте пред само 2 недели, тоа го објавивме на нашиот канал, дека Бразил и Кина официјално започнаа да тргуваат помеѓу себе во своите валути без никакво користење на доларот, што е само еден од многуте примери во кои што ова се случува. Пред тоа го имавме исто и примерот помеѓу Русија и Кина, значи тоа се нели основните членки на БРИКС, а верувам дека понатаму ќе имаме и многу повеќе вакви билатерални и нормално унилатерални договори помеѓу сите овие членки со цел да се замени доларот, затоа што нема логика да користите долар кој што е моментално буквално претворен во оружје со цел да се воведуваат санкции кон вас, доколку не им се допаѓате на американците. Така да поради ова сосема ги разбирам и потребно е да се случи, значи време е да заврши Американската империја, но уште еднаш ќе напоменам, ова може да биде момент на целосен пресврт во светот на 20-22 август, со тоа што имаме многу битни членки кои што треба да се приклучат, значи не се само Саудиска Арабија и Иран, се разговара и со Алжир, се разговара и со Аргентина, се разговара дури и со Мексико, се разговара со Казахстан, значи ова се огромни држави и огромни економии кои што ќе влезат во овој нов блок, кој што првенствено само по популација е барем 3 пати поголем од Г20, колку и да се тие, нели, западниве, како и да е, но да не разговараме за обем на економија, затоа што економијата кај овие држави то прва ќе расте. Че ова се држави кои што до сега се држани во опресија од страна на западните сили, кои што практично ги имале сите овие земји како колонии. Знаете и сами дека сите ова се претходни колонии со исклучок на Русија, дури и Кина потенцијално има голем дел под британска контрола, како што е Хонг-Конг, а останатите се апла колонии на западните сили, така да моментално колониите се враќаат да си го земат своето. Како и да е. Значи, моментот на дедоларизација доаѓа до ситуација во која што мораме да разбереме дека се наоѓаме во момент каде што треба да најдеме начин како да го заштитиме нашиот капитал. Зошто го велам ова? Значи, ова не се случило, но не знаеме дали ќе се случи и не знаеме кој ќе биде потенцијалниот победник. Ние не знаеме дали ќе успее источниот дел да победи Америка, иако тоа е очигледно и јас нели се надевам дека ќе се случи, тоа не го менува фактот дека до тој момент ние не знаеме како тоа ќе се одрази. Значи, ние не можеме да бидеме сигурни, без разлика дали сме пристрастени, значи мораме да бидеме ладнокрвни во оваа ситуација и да размислуваме со ладна глава, дека не можеме на нешто што се уште не е направено да се надеваме. Во оваа ситуација, дури и да биде направена нова валута, ние не знаеме дали таа ќе биде стабилна, каква ќе биде, дали ќе биде, како што кажавме, подкрепена со злато или пак ќе биде само валута која што е поврзана со кошница од валути, односно основните 5 членки. Значи не можеме да знаеме се додека тоа не се случи. Така да во оваа ситуација, се додека не сме сигурни кој ќе биде победник од овој потенцијален, а веќе значи неизбежен судир на истокот и западот, значи ние можеме да се најдеме во ситуација да бидеме
практично инвестирани во погрешната страна. Односно, ако изгуби доларот, а ние држиме долари, голема е веројатноста дека неговата вредност нагло ќе падне со оглед на фактот дека се очекува хиперинфлација доколку ова се оствари. И обратно, доколку го поддржиме овој, значи која да е ова нова валута која што се уште не знаеме ни како ќе се нарекува, да тоа е ситуација во која што ние поддржуваме валута која што се уште не е стабилна, се уште е направена. Па дури и да се направи, потребно е време сето тоа да се реализира. И ако се реализира, не можеме да знаеме дека овие членки ќе останат, нели, во сосема добра колаборација за тоа да биде стабилна валута. Така да, во овој момент на финансиска нестабилност, многу било едноставно претходно каде имате ситуација во која што и да се случува во светот, многу едноставно е. Држите си ги парите во долари, колку толку барем нема да изгубат многу на вредност. Така, во оваа ситуација доаѓаме каде што веќе не може да ги држите во долари да се надевате на најдоброто. Не може да ги држите во, не знам, юени да се надевате на најдоброто. Значи, доаѓа во момент каде што не може да знаете во што треба да ги држите. Така, сега, за да ја, како да кажам, најдобро објаснам овој момент за тоа дека пред нас е шанса која што е, па, како да кажам, значи, тоа е онаа шанса која што, да речам, генерации би се молеле да ја видат и да ја искористат, и за да ја објаснам оваа шанса која што моментално доаѓа пред нас, би сакал да го објаснам терминот морганизација. Значи, JP Morgan е најголемата банка, знаете и сами, JP Morgan и Chase, се извинувам, е најголемата банка во Америка, но истата не била толку голема и не била тоа што е, доколку не постоел овој тип JP Morgan, значи најголемиот банкар во историјата на Америка. Но пред да стане најголемиот банкар во историјата на Америка, JP Morgan го, на некој начин, имал монопол врз железницата во Америка. Сега, јас сакам да ви покажам, значи, моментот што JP Morgan бил визионер и видел што се случува со оваа нова индустрија која што моментално не е распространета доволно во историјата на Америка, значи како истата се градела, е уствари истото што ние моментално го имаме да го направиме со криптотехнологијата која што не е распространета. Значи, она што моментално ќе ви го покажам на ова кратко видео е уствари исто како каде се наоѓаме моментално со криптоиндустрија. За да го разложиме ова најдобро, би сакал да се вратиме на еден момент кој што претходно го објаснивме, ако сте го гледале нашиот канал нормално, а тоа е кривата на адаптација, односно adoption curve, каде што имате се во светот, без разлика дали е нова технологија, дали е начин на кој што моментално се прават, не знам, медицински прегледи, дали е тоа, не знам, ново транспортно средство, се поминува преку оваа крива. Со тоа што визионерите се оние кои што го наоѓаат ова, значи оваа масовна адаптација која што уште не се случила во низините рани почетоци. Што е уствари исто како во нашиот дел со криптосекторот, истото можеме да го видиме и во оваа ситуација со значи, нели, самата пруга. Сега, зошто го велам ова? Значи, јас ќе го пуштам видеото, а вие во меѓувреме ќе може да го погледнете, јас ќе ви образложам што моментално се случува. Значи, во самите почетоци, ова е од 1830 година па до 1990 година, значи имаме начин на кој што се развива, нели, прво нели е донесена парната локомотива, со тоа што можеме да видиме дека, нели, знаете и сами, источната обала на Америка е првиот момент каде што почнала да се развива оваа држава, значи западниот дел бил населен со индијанци, додека нели ние сме имале цивилизација, они уште бркале индијанци. Како и да е. Можеме да видиме дека пругата сама по себе, гледате, на почетоците била буквално никако поврзана, така? Значи не е поврзана, гледаме дека нема инфраструктура, но за само од 1830 до 1860 година ние доаѓаме до целосно поврзување на целосната источна обала, источно од Мисисипи. Така да, оваа ситуација веќе имаме масовна мрежа која што се случува. Сега, каде е тука моментот? Дури и во овој момент, ние се уште се наоѓаме во раниот дел на визионери. Зошто го велам ова? Значи, мораме да го видиме потенцијалот на целата оваа карта. Односно, колку и да оваа мрежа е распространета моментално, се уште не е ни блиску до комплетна. Затоа што вие имате уште половина држава која што се уште не е ни, како да кажам, присвоена, че се уште не е ни ваша. Во тоа време уште убивале индијанци, нели? Како и да е. Идејата е дека во овој момент е уствари најдобриот момент да инвестирате.
односно најдобриот момент да биде JP Morgan. Зошто го велам тоа? Значи, оние кои што рано инвестираат, плаќаат најмалку за инвестициите, затоа што имаат визија, гледаат што се случува и знаат дека ако сега моментално купат дел во железницата, значи они добиваат парче од инфраструктурата која што ќе биде незаменлива. Значи вие колку и да во оваа ситуација нормално се уште немало патишта, така. Значи главниот начин на транспорт од едната до другата страна бил железница. Ја претходно го имам ово објаснето, но овдека многу добро е објаснето сликовито. Така да, ова дури го објаснуваат дека нели во времето на цивилната војна, значи буквално го имаат моментот да не само да биде користено, гледате, значи не само да биде користено за транспорт на добра, туку и за транспорт на трупи. Сега, ово е моментот каде што имате целиот континент кој што во оваа ситуација, значи се уште не е ниту блиску до комплетиран. Затоа и ви велам дека во овој момент ние се уште се наоѓаме во овој дел на визионери, каде што малкумина разбираат која е потенцијалната моќ на изградување на целата оваа пруга низ целиот овој континент. И во првиот момент кога успешно ќе се поврзе ова што го гледате, значи тие се тие вистински визионери кои што разбираат која е моќта да ги поврзат источната со западната обала. Така да во оваа ситуација дури објаснуваат дека нели и пругата е така направена да ги поврзуваат и ранчерските заедници, како и да е не толку битно, но идејата е дека гледате. Значи како се движи натаму кон крајот на 90-тите, JP Morgan имал 1/6 од целосната пруга во Америка, затоа што истиот ја купувал кога се уште не била ни изградена. Гледајте 1930 на крајот од оваа револуција, гледајте ја моментално мапата на железници низ цела Америка, незаменливо и непобитна, затоа што вие сте инвестирале во инфраструктура на нешто што се уште не било ни изградено. Значи моментите од 1830 по 1860 кога бевме во овој период, овдека е моментот кога било најпогодно да се инвестира, затоа што веќе железницата се докажала во источната обала дека може да ја врши работата за која што е наменета и во тој момент доколку сте инвестирале, вие ќе сте инвестирале буквално во овој дел пред масовната адаптација, каде што ако сакате да инвестирате после овој дел, ќе биде многу поскапо и ќе биде многу понедостапно за вас, затоа што веќе пазарот ќе биде презаситен со луѓе кои што инвестираат. Така да, ваквите визионери се луѓето кои што успевале навреме да сватат кои се оние критични моменти кои што ќе бидат неопходни во ова општество. Така да, тоа што успеал он да го добие како монопол во поседувањето на самиот самата железница, му дозволило понатаму да има масовна моќ да успее да купи други банки, да стане еден од најголемите банкари во светот. Значи, сакам да кажам, се наоѓаме буквално пред масовната адаптација на криптовалутите, затоа што до сега криптото докаже дека може да биде дел од финансиските пазари и многу повеќе. Така да, се наоѓаме во овој дел каде што моментално имаме буквално еден здив пред масовна адаптација. Дури тоа да потрае, затоа што, уште еднаш ќе напоменам, претходните два циклуса никој не ни разговараше за адаптација, никој не ни разговараше за регулатива, никој не разговараше за ништо од тоа. Наеднаш се наоѓаме во доба во која што ние сме една од главните теми на G20 состанокот во Индија сега, за некое брзо време. Ние сме една од главните теми на Светскиот економски форум со келавиот нацист. Значи, може да замислите дека многу се променила оваа ситуација од овде до овде за целиот свет да разговара за регулатива, затоа што ние сме главниот предизвик на CBDC-то кое што се обидуваат да го воведат во целиот свет. Така да, моментот е да го зграбите овој дел каде што моментално се наоѓаме. Јас верувам дека се уште се наоѓаме доста рано во овој пазар. Значи, иноваторите би биле оние кои што го направиле биткоин и оние кои што први биле паметни да на некој начин го видат неговиот потенцијал. Иако тоа не сме можеле да бидеме ние, затоа што сето ова се одвивало многу далеку од нас, на друг континент, каде што прво вие не сте имале ниту технолошки средства, а ниту можност, затоа што во тоа време немало криптоменувачници. Вие сте требало да бидете таму блиску до целото ова нешто како што е биткоин за да може да инвестирате. Но сега имате, се наоѓаме во фаза во која што
централизираните менувачници, какви и да се, или децентрализираните менувачници ви дозволуваат да купите и да имате крипто. Ќе дојдеме до тој степен. Нормално, само сакав да ви покажам дека се наоѓаме во овој сегмент, почетокот на градењето на железницата низ цела Америка, која што донела на луѓе кои што биле паметни да инвестираат во тој период, ненормални богатства ги направила оние тајкуни кои што потоа го буквално ја поседувале целата држава. Затоа што уште еднаш ќе напоменам, доколку вие поседувате железница во овој дел моментално, значи вие имате монопол врз целата роба која што се движи од едната на другата страна во Америка, што значи дека вие диригирате цената и вие го земате најдобриот профит затоа што ја поседувате инфраструктурата на транспорт во една држава. Ова е само пример. Исто како што еден ден оние кои што поседуваат Ethereum ќе имаат енормни погодности за сите оние апликации кои што ќе бидат изградени врз Ethereum екосистемот. Исто како и биткоин, така. Значи затоа и ви велам. Значи буквално тоа е разликата помеѓу инвестирање на почетокот и инвестирање сега. Сега ако инвестирате веќе сте касно. И нема да имате доволно средства за да може да инвестирате, затоа што овие луѓе станале преголеми и пресилни, затоа што инвестирале во самиот почеток. Сега. Разговаравме дека се наоѓаме во овој момент и тоа е веќе неизбежно. Така. Значи, моја идеја е дека инвестирање во крипто секторот е многу паметно затоа што ви дава неутралност, но ви дава и директен кастади, директно старателство врз вашите средства. Зошто го велам тоа? Значи имате неколку опции кои што се неутрални во оваа финансиска пресметка која што доаѓа помеѓу новата сила на БРИКС и новата потенцијална валута и старата водечка валута, односно доларот и НАТО, we are НАТО дегените. Како и да е. Значи, идејата е да најдете начин како да го заштитите вашиот капитал и да го инвестирате во нешто кое што нема да биде директно погодено од ваквиот судир или пак уште побитно ќе биде профитабилно поради ваквиот судир. Што значи, искрено според мене имате неколку опции. Првата опција ви е злато или да речам како злато, во оваа ситуација тоа би било да речем финансирање во сребро, финансирање во некој тип на метали кои што се на некој начин потребни без разлика кој ќе биде нели на власт, или пак финансирање во нафта која што се уште е валиден, да речем, ресурс на светот кој што самиот по себе е неопходен во овој сегмент. Значи ова е иако нели се движиме кон комплетно еко општество, тоа не го менува фактот дека се уште ни е потребно да го имаме овој ресурс додека не стигнеме до тој момент да ни биде веќе небитен и непотребен. Така да ова се двата најголеми, да речем, најголеми опции кои што ги имате на страна од крипто, во кои што би можеле да финансирате и да добиете неутрална вредност, па дури и профит во ваквиот конфликт. Сега, зошто велам профит? Затоа што не заборавајте дека оваа огромна количина на капитал, која што ќе се одлие од едната или од другата страна, која што ќе бара сигурност, ќе го има истиот план како вас. Значи има еден тон луѓе кои што размислуваат исто како вас. Ќе финансираат во сребро, ќе финансираат во злато, ќе финансираат во нафта, ќе финансираат во, не знам, жито. Значи има огромен број на луѓе кои што имаат истиот план. И поради тоа ќе добиеме на огромна корист. Зошто го велам тоа? Значи инвестирање во злато самото по себе е една од најпаметните работи кои што може да ги направите. Веќе се случува. Значи ако смениме на 12 годишна, на 12 месечна вредност, можеме да видиме дека во целата историја на златото, уште од 1834 година, првпат се наоѓаме на волку висока вредност, само што не сме го поминале претходниот all-time high од $2070 за една унца, ако не се лажеме овдека мерката, на злато. Сега, зошто е тоа така? Буквално поради моментот каде што имаме нестабилност на светот и луѓето не знаат дали доларот ќе остане да биде главен, дали рублјата ќе стане главна, дали јуенот ќе стане главен, дали воопште ќе има валути, дали ќе има CBDC, се наоѓаме во ситуација каде што луѓето веќе ова го направиле. Значи зборувам за луѓе кои што се паметни и кои што веќе ги трнале своите финансии настрана од ваквата потенцијална криза. Со тоа што гледаме дека во последниот период, последна година, имаме раст на вредноста на златото, ако погледне од дното до моменталниот врв, значи од 12%. 12% раст на златото е премногу, а се наоѓаме на самиот почеток на годината. Значи,
златото не расте така лесно. Неговата цена не расте така лесно. Можеме да видиме дека за да конечно го помине, да речем, овој момент на Cup and Handle, потребни се од 2011 година ја прави оваа формација златото. Значи, од 2011 тоа се 12 години се потребни за конечно златото да ја создаде оваа Cup and Handle формација и да го направи оно што моментално го гледаме, а тоа е оваа Cup and Handle формација конечно да ја пробие и за прв пат од 2011 година да успее да остави нова свеќа над ова ниво кое што уствари ја прави формацијата Cup and Handle. Со тоа што само прашање на време кога златото ќе направи нов all-time high. А нов all-time high на златото ќе значи уште повеќе луѓе да се свртат кон него. И ќе напоменам, јас верувам дека околу август очекувам максимално да порасне вредноста на златото, но разликата е во тоа што маркет капот на златото е 13 трилиона. Така да, ако инвестирате во злато, не очекувате дека вие сега ќе добиете 15x. Че да бидеме реални. Може ќе добиете некои 20-30% во наредниве година дена, но тоа е максимум што може да добиете затоа што маркет капот на златото е преголем. Но она што ви го нуди златото е стабилност на цената. Значи, иако истата била и 1000, сега моментално е 2000, во следниот конфликт, дури да не порасне многу, она што ќе ви го даде е стабилност на цената. Значи, колку и да се коригира, ќе се коригира некои $100-200 нагоре или надолу. Многу подобро од потенцијалот за хиперинфлација која што може да добиете доколку држите долар, или држите рубли, или држите юен. Значи, потребна е само една грешка на државата, или пак да изгуби една војна и да биде фрлена во ваков тип на неповолна ситуација, како што е, например, хиперинфлацијата или рецесијата, и да изгубите целата вредност на она што го имате во капитални вредности, ако го држите во валути. Сега, значи, гледано од техничка анализа, да купите злато моментално е една од најпоменатите работи кои што може да ги направите доколку само сакате да го заштитите вашиот капитал. Со тоа што основната техничка анализа која што можеме да направиме во оваа ситуација, доколку го измериме, значи, дното на самиот кап, на самото шолче, можеме да видиме дека очекува вредноста на златото, значи основното, техничка анализа и метата која што очекуваме од оваа формација да се качи до оприлика $2800 по една унца злато, што е доста солиден профит во оваа ситуација. Значи, тоа би било негде оприлика 60-70% оприлика профит. Така да, тоа е сосема солиден, не е 60-70, туку е, добро, многу едноставно, да ќе измериме и ќе видиме колку би било формирањето на оваа формација целосно. Значи, рековме 2700-2800, 36, затоа што 2000, да. Оприлика, значи, ќе биде 36-40% профит, доколку се оформи оваа формација, што јас верувам дека е многу можно, посебно со оглед на фактот дека луѓето се обидуваат да го заштитат својот капитал и би прибегнале на се оно што може да им го дозволи тоа. Сега, има некои непогодности во однос на тоа да ја финансирате во злато, значи ќе поразговараме малку и за нив, но сега моментално сакам да напоменам дека генерално светот повторно се враќа кон златото. Првенствено со идејата дека потенцијалната БРИКС валута ќе биде со позадина на злато. Второ, гледаме дека поголемиот дел од државите се обидуваат да го вратат сопственото злато ако веќе им било депонирано на чување во Америка или во Лондон, например, назад во својата држава, со тоа што моментално има надпревар на тоа кој ќе купи повеќе злато, посебно од страна на БРИКС државите кои што ненормално купуваат злато. И гледаме дека интересот за златото не е само од аспект на зачувување на капиталот, туку и големите сили, зборуваме самите огромни сили како Кина, Америка, ЕУ, не знам, Русија, се обидуваат да приграбат што може повеќе, затоа што очигледно е дека најдобар начин да се заштитат за било каква ситуација која што може да настане од вакви потенцијален конфликт е златната резерва која што ја имаат, која што секогаш ќе има вредност. Односно, самото злато по себе има 5000 години стара вредност во светот, каде што 5000 години било користено како капитално добро. Значи, во било кој време, во било која држава да отидете, златото ќе ви биде прифатено.
Затоа е толку уникатно и толку добро за зачувување на вашата капитална вредност. Дополнително, ако погледнеме колку злато моментално има на светот, можеме да видиме дека поголемиот дел од златото е очигледно зачуван во накит. Значи, оприлика 48% од златната резерва во светот е во накит. Тоа е оприлика 2100 тона. Гледаме дека мал дел од тоа е зачуван во технологија. Знаете и сами дека се случува често ваквиот метал да биде користен за технолошки сврхи, односно 7,5%. Сега, битниот дел кој што нас ние да го забележиме е тоа дека централните банки држат некаде околу 15%, она што кажавме дека се обидуваат што повеќе и повеќе да присвојат до златото со цел да се заштитат во престоечката економска криза, и дополнително гледаме дека имаме инвестиции. Значи, ова е буквално на инвестирање во futures или инвестирање во таков тип на ETFs, каде што имаме 20%, тоест, се извинувам, ова се инвестиции, а ова се ETFs кои што имаат оприлика 9 или 9,2%. Сега, да објаснам малку повеќе. Како може да инвестирате во злато? Затоа што верувам дека некои од вас ќе бидат заинтересирани за ова. Значи, првата и најбитна работа, која што барем мене ми е, ако ме прашувате, најпаметно да се инвестира, е да инвестирате во актуелно физичко злато. Значи, ова е фактички да купите gold bullion, не знам како се нарекува на македонски, односно да купите златна цигла, златна, како да кажа, шипка, златна шипка. Да, но проблемот е што вие за да купите златна шипка, прво јас не верувам дека некој од нас дури не знае каде можеме да најдеме да купиме златна шипка. Значи, тоа мора да биде направено од соодветни, има така речено берзи за злато, каде што фактички може да купите актуелно злато, односно да имате злато. Проблемот со ваквото купување на злато е што ако вие планирате да купите голема количина на злато, треба да имате и соодветно место каде да го чувате. Оттаму и потекнува проблемот што никој не чува 20 шипки злато дома или не знам $1 милион дома во кеш. Значи, проблемот е што вие автоматски се ставате самите себе си во ризик да поседувате ваква голема количина на скапоцен метал во сопствена куќа, затоа што некој ќе дојде и ќе го разнесе мозокот за да ви го земе ова злато, да бидеме реални. Така да ова е една од главните проблеми кои што луѓето ги имаат со купување на физичко злато. Следни работи кои што може да ги направите е да инвестирате во gold futures, односно оние future contracts, тоа е договор за кога купувате фактички спекулација на цената на златото. Односно, ви не купувате актуелно злато, вие купувате договор кој што практично во иднина, кога ќе се зголеми цената на златото, ќе ви даде соодветен профит, но вие не купувате актуелно злато. ETFs кои што поседуваат злато е уствари купувате така речено хартија од вредност во traded funds кои што поседуваат злато. Односно, овие значи exchange traded funds го држат златото во ваше име. Значи, ова се најголемите, најпознати: SPDR Gold Shares, iShares Gold Trust, Gold Shares ETF as Gold. Значи, ова се нивните тикери, со тоа што вие фактички им давате они во ваше име да го држат вашиот капитал во злато и можете во било кое време да, така речено, го промените вашите харти од вредност назад во која и да е друга валута, доколку сакате да се ослободите од нив. Проблемот е што и во вториот и во третиот случај вие не го држите вашиот капитал во сопствени раци. Односно, може да се случи било кој од овие компании да колабира и автоматски да изгубите, затоа што вие имате само некое ветување дека ќе добиете соодветна противвредност доколку ги продадете овие ветувања, односно хартија од вредност. Така да, пак ќе кажам, значи, од сите овие 5 начини кои што ги спомнам, првиот е моментот каде што навистина поседувате капитална вредност за сопствени раце кој што вие одлучувате што ќе правите со неа. Четвртата е да купите mining stocks, односно да купите хартија од вредност во компаниите кои што вршат ископување на злато, затоа што во оваа ситуација вие добивате удел од секој златен продукт кој што ќе го најдат во ваквото ископување, но да бидеме реални, јас не верувам дека некој од нас има доволно пари да може да инвестира во ваков тип на компании, значи да бидеме реални, нели? И повторно ETFs кои што поседуваат mining stocks, односно ова е она што е поприфатливо за вас, односно на страни како што е на пример El Toro или Forex и слично,
може да купите значи хартија од вредност во вакви компании. Значи гледате, имаме ваков тип на компании како што е Vanek Gold Miners, Vanek Junior Gold Miners, iShares, MSCI Global Gold Miners, значи ова се ствари компании кои што може да купите фактички на ваков тип на, да речеме, менувачници како што рековме се Forex, Altoro и слично, значи според ваквите тикери, Ring, GDX, GDXJ, значи може да купите практично хартија од вредност во овие компании со цел да добиете профит од она што моментално они го мајнаат, односно го ископуваат. Но повторно ќе напоменам, и во оваа ситуација вие не ги поседувате директно овие златни продукти, туку поседувате право на работата на значи компаниите кои што ископуваат злато и добивате профит повторно не во злато, туку во вредноста на акцијата. Значи вредноста на акцијата расте колку повеќе оваа компанија наоѓа злато. Така да, пак ќе кажам, ова не е директно поседување на злато. Ако вие поседувате на eToro, не знам колку злато, вие не го поседувате тоа злато. Исто како што може да купите на eToro и пченка, и никел, и нафта, не го поседувате. Тоа е најголемиот проблем. Значи, која е разликата помеѓу пари во банка, кои што не ги поседувате, ако пропадне банката ќе ви дадат некоја мизерна осигурана сума, и пари во eToro кои што ако пропадне нема да ви дадат ништо, значи скоро и да нема разлика. Така да идејата е дека треба да најдеме начин да се заштитиме со поседување на нашиот капитал, каде што ние лично сме одговорни за неговото старателство и што ќе се случува со ваквиот капитал. Од друга страна, значи дури и ова да е безбедно, да речеме дека им веруваме моментално на Forex и на eToro и сме купиле злато и знаеме дека не е безбедно. Што ќе правите кога ќе се случи вакво нешто? Каде што моментално со председателска наредба во 1933 година, значи е даден рок во кој што сите луѓе мораат да ги вратат златните шипки назад во Федералната резерва. И нема тука дали вие сакате. Ви кажува дека до оваа големина мора да бидат вратени, значи сега практично ви кажува кој, значи каков тип на злато смеете да чувате. Со тоа што се што представува златна шипка мора да биде вратено назад во Федералната резерва, каде што ќе ви биде платено во сума на, да речем, долари, затоа што ви, значи, гледате колку едноставно ви кажува тоа. Државата кажува дека ова не е дозволено и нема да биде дозволено ниту едно физичко лице да поседува злато. Затоа што државата така одлучила. И вие автоматски е нелегално да поседувате злато. Што значи дека вие мора да го предадете. Се разбираме? Разликата е во тоа што поседување на цигла злато е цигла злато. Значи, што ќе правите вие? Цигла злато е, така? Додека поседување на крипто е крипто кој што го поседувате на cold wallet, кој што и да сака државата, прво не може да знае дека го имате, второ не може да го најде. Се разбираме? Тоа е разликата. Така да во оваа ситуација вие имате злато кое што е нелегално и мора да го вратите назад на државата. Во другата ситуација имате криптовалути кои што и да сака државата не може да ги забрани. Затоа што државата не може да го забрани, барем се уште не може да го забрани интернетот. Се уште не може да забрани како ние помеѓу себе ќе одлучиме да размениме капитал. Така да, истата ситуација е и со нафта. Значи, како што веќе спомнавме, нафтените деривати се уште представуваат солиден приход на парични средства. И со моменталното затегнување на производството на нови нафтени деривати, значи ОПЕК ќе дигне цената и понатаму на овие сурови нафтени деривати. Така да очекуваме уште повеќе да порасне ова 80,7 долари за еден барел нафта. Значи ваквата цена верувам дека ќе порасне и верувам дека многу од луѓето ќе прибегнат кон практично инвестирање во нафта. Но повторно, вие не може да купите 2 цистерни нафта и да ги чувате позади во двор. Така, значи тоа е невозможно. Вие немате соодветен склад каде би можеле да на некој начин соберете ваков тип на суровина за да би можеле да искористите. Така да, она е тоа што јас постојано го кажувам дека како обични смртници, како секојдневни луѓе, многу е поедноставно да се купи криптовалута или биткоин во оваа ситуација, наместо да се купи злато, кое што морате да го чувате физички за да има некаква вредност. Или пак спротивно, да купите нафта, но не може да чувате физички, значи повторно мора да чувате бројчиња на екран. Значи вие мора да верувате на, пак ќе кажем, eToro или Forex или каде и тргувате, дека ако утре државата
каже дека не смее никој да поседува гориво освен државата, или дека никој не смее да поседува повеќе од $300 вредност на гориво освен државата, значи вие автоматски ќе го добиете истиот ефект, односно ќе ви биде одземено сето она. Така да, иако шансите се многу добри да го зачувате сопствениот капитал, дури да добиете профит, тоа не го менува фактот дека во потенцијален конфликт кој што ќе настане, а сигурни сме дека ќе настане, голема е шансата дека државите во кои што се наоѓате може да ви воведат ваков тип на мерки со кои што практично ќе се обидат да се заштитат самите себе си од вакви профитирања врз грбот на државата која што моментално пропаѓа. Така да, затоа и ќе напоменам, чување на злато, чување на гориво, чување на било каков тип на метал или во физичка, да речем, состојба, или пак чување на одредени хартии од вредност кои што ви даваат право на ваквиот метал или суровина, може да ве доведат во ситуација да ви бидат одземени, односно национализирани, за државата да се заштити самата себе си од негативниот ефект кој што ќе настане поради тоа што вие поседувате голема количина од ваквото добро. Така да, тоа е ризикот со кој што мора да се сносите доколку одлучите дека вашето портфолио ќе биде инвестирано во ваков тип на суровини. Значи, тоа е и затоа напоменувам дека истата ситуација како и злато, значи единствено како може да финансирате во нафтени деривати е така, преку ETF, Exchange Traded Funds, или преку поседување на актуелни хартии од вредност од одредени производители на ваков тип на гориво или суровина. Сега, кога би ги споредиле овие три ситуации, значи ќе разговараме за најголемите опции: нафта, злато и крипто. Значи, можеме да видиме дека поседување, сега, значи имате два аспекти. Првото е, како што кажавме, сигурност на вашиот капитал. Значи, рековме дека не може да дојде држава и да ви конфискува етериум. Значи, не е возможно. Прво, не може да конфискува етериум кога не знае кој го поседува. Значи, сите кои што поседуваат злато ги имаат со име и презиме и знаат дека поседуваат злато. Сите кои што поседуваат хартии од вредност во злато, нафта, хартии од вредност во нафта, се знаат со име и презиме и точно знаат кој поседува. Така да лесно е да се конфискуваат. Посебно од фактот што гледате дека поседувањето на нафта е практично централизирано. Односно, мора да поседувате во веќе предодредени Exchange Traded Funds. Истата ситуација е и со злато. Односно, кога купувате фьючерс или кога купувате ETFs во злато, вие точно знаете во која компанија морате да инвестирате, затоа што немате опции. Тие се три компании и во нив мора да инвестирате. Така да, доколку се случи ситуација во која што имате масовна конфискација во одредена држава, прво кај што ќе удрате уствари во оваа компанија. Односно ќе конфискуваат се што оваа компанија поседува со цел да се заштитат од негативниот ефект кој што ќе го има ваквото монополизирање на овие компании кои што има преголема капитална моќ во време на криза на одредена држава. Така да, поради оваа ситуација, вие се наоѓате во момент каде што ризикувате да ви биде одземен капиталот затоа што вие него ни поседувате директно. Или пак да ви биде наложено да си го вратите вашиот капитал назад на, да речем, Федерална резерва, затоа што државата така одлучила. Сега, друга битна работа, каде што ваквиот тип на маркет кап, како што е на злато, на сребро, на огромните производители на нафта, како што е Сауди Арамко, тоа е најголемата компанија на Саудиска Арабија за производство на нафтени деривати, се веќе со преголем маркет кап, односно инвестирање во злато, веќе има 13,3 трилиона долари вредност самото злато. Што значи дека за да внесе повеќе капитал, потребно вие, значи за да добиете 2x, така, за вредноста моментално од 2000 да дојде на 4000, потребно уште 13 трилиона да влезат, така, за да може да добиете дупло на инвестицијата која што сте направиле во злато. Сребро, иста ситуација, 1,4 трилиони, че треба 2,8 трилиони да биде маркет капот на сребро за да добиете дупло на вашата инвестиција. Сауди Арамко, односно инвестирање во најголемата производител во најголемиот производител на нафтени деривати. Значи треба 4 трилиона да биде за да добиете дупло на вашата инвестиција. Биткоин е моментално 539 билиона. Значи дали гледате која е разликата? Проблемот со овие големи, да речем, пак ќе кажем,
опции кои што ги имате за заштита на вашиот капитал е што доколку ги споредиме со нашата крива, се наоѓаат овде. Се разбираме? Значи, веќе се наоѓаат високо во мејнстрим пазарот и веќе најголемите профити кои што можеле да бидат направени се направени. Значи, зборуваме и за злато, зборуваме и за нафта, зборуваме за било која суровина. Веќе е поседувана во огромен дел од држави и од магнати, значи тоа се огромни корпорации кои што поседуваат. Така да, во однос на оваа крива на адаптација, златото и нафтата се наоѓаат на апсолутниот врв, додека биткоин и останатите криптовалути се наоѓаат во раните фази на адаптација. Од тука доаѓа и моментот дека дури да инвестирате во биткоин, имате огромна шанса, многу поголема шанса, не само што ќе го заштитите вашиот капитал, туку да добиете и масовен профит за разлика од овие магнати, кои што гледаме дека веќе се доста утврдени и дека нивниот маркет кап е преголем. За разлика од тоа, кога би го споредиле биткоин и криптопазарите со пазарите кои што моментално постојат во светот, ви дава многу појасна слика за тоа каде е капацитетот на криптовалутите да пораснат. Односно, ако го споредиме, значи биткоин заедно со криптовалути, уствари ова мало меурче. Значи, оставете го маса. Но, ова е големината на вредност која што има моментално доларите во светот. Така, злато, ова се значи хартиите од вредност на Америка само, значи погледнете, и ова се долгот на Америка во светот. Значи погледнете колку е мал маркет капот на сите криптовалути заедно, за разлика од потенцијалните пазари или да речем големина на капитал која што имаме во светот. Со тоа што не заборавајте дека овој капитал негде ќе мора да се слее во моментот кога ќе почне да колабира американската држава. Што значи дека хартиите од вредност во Америка ќе станат безвредни со оглед на фактот дека се тргувани во долари. Што значи дека овој капитал ќе мора да се слее негде. Односно, она што постојано кажуваме дека дури мал дел од овој масивен капитал во светот, како од западната така и од источната страна, да се слее во криптовалутите, ќе имаме неколку кратно зголемување на целиот маркет кап на сите криптовалути. Односно, доколку погледнеме моментално колку е маркет капот на сите криптовалути заедно, значи затоа и велам дека се наоѓаме на многу добар момент. Значи 1,2 трилиона е маркет капот на сите криптовалути заедно. 1,2 трилиона е ништо во споредба со значи големината на капиталот кој што го имаме во светот. Што значи дека сигурно дел од оние капитални вредности кои што ги поседуваат големците во светот, на едната и на другата страна, без разлика дали се во БРИКС, без разлика дали се во западниот свет, без разлика дали се неутрални како што е на пример Африка или не знам, Јужна Америка и слично, голема е веројатноста дека голем дел од овие капитални добра ќе се слеат и во криптовалутите, вклучувајќи го и биткоин. Што значи дека нормално како секогаш прво се влеваат во биткоин, а потоа биткоин се влеваат во останатите криптовалути. Што значи дека дури да е тоа мал дел од капитални вредности, ние ќе имаме ненормално растење на маркет капот на криптовалутите, затоа што на тој начин фактички они ќе се заштитат самите себе си од потенцијално пропаѓање на доларот или потенцијално пропаѓање на новата валута која што можеби нема ни да успеат да ја направат, но во секој случај идејата на ова видео е да ве натера да видите дека преку утврдување на тоа што моментално е нова технологија во светот која што се уште не ни поминала во рано како да речем рана majority, односно не поминало преку главниот момент на адаптација во светот, вие фактички инвестирате во едно од 3 или 4 основни опции кои што ги имате за неутралност во следниот, да речем, период на финансиски непогоди, каде што ваквото добро не само што ви дава начин да финансирате во нешто што е во раните почетоци, туку ви дава и начин да финансирате во нешто што ќе се развие во ова. Она што го објасниме на претходното видео. Така да, останува на вас да размислите како ќе го распределите вашето портфолио со цел да се заштитите самите себе си од финансиските ситуации кои што доаѓаат во светот. Но, уште еднаш ќе напоменам, останува дали ќе финансирате во злато и нафта и останати деривати кои што се наоѓаат во овој горен дел на адаптација и веќе се добро утврдени во светот, или пак ќе инвестирате во технологија која што се уште не добила,
главен степен на адаптација во светот, односно допрва ќе биде целосно прифатена во светот, сакале или не, и на тој начин ќе ви добие не само заштита на вашиот капитал, туку и соодветен профит, поради тоа што верувам дека голем дел од капиталните добра ќе се слијат и во крипто секторот, на страна од ваквите вредности како што се златото, среброто, останатите метали, нафтата и слично. Така да, ова е се што имавме да кажеме во однос на иднината која што очекуваме, посебно за крипто секторот, и се надеваме дека ова ќе ви биде некој едукационен тип на водилка во однос на тоа како понатаму ќе одлучите да финансирате во оваа иднина која што доаѓа. Така да, се наоѓаме на чекор пред масовна адаптација, се наоѓаме на чекор пред пак ќе кажам генерацијска шанса за правење на соодветно богатство, но ова не може да биде финансиски совет, како и секогаш напоменуваме дека ова е само едукативен материјал кој што мора да го земете во предвид кога одлучувате, но не како исклучива водилка дека треба така да се постапи во средниот период, односно мора да направите сопствено истражување и да одлучите што ќе правите сами со вашиот капитал. Ова нека биде само едукативен материјал кој што ќе ви помогне на таквиот пат. Така да ви благодарам како и секогаш. Се надевам дека овој материјал ви се допадна и се надевам дека ќе уживате во истиот како што уживавме ние да го направиме. И нормално како и секогаш доколку ви се допаѓа ова што го работиме, се што бараме од вас е да го споделите со луѓе кои што сакаат да научат малку повеќе за крипто секторот и за следните економски случувања во светот. Така да како и секогаш ви благодарам за поддршката, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.